the American people are ready to receive the truth. Во режија на Ден Фара, The Age of Disclosure е опишан како документарец без преседан и големо откритие. Се верува дека овој документарец ќе ги разубеди сите, веројатно малкумина од нас, кои не веруваат дека не сме сами. Humanity is not the only intelligence in the universe. Humanity is not the only intelligent species. We are absolutely not alone. Non-human intelligence exists. UAPs are real. They're here and they're not human. Еден од најбитните документарци што секој човек мора да го види во животот, содржи интервјуа со 34 високи функционери од американската влада, војска и разузнавачката заедница, детализирајќи ги напорите на владата да ги скрие информациите за вонземјаните и истражувајќи ги тврдењата за долгогодишно прикривање околу неидентификуваните летечки објекти, кои сега се нарекуваат неидентификувани аномални феномени. I spent 25 years as a senior official with the CIA. I worked on highly classified UAP programs. 28 years as an astrophysicist. I served as the 4th Director of National Intelligence. Director of Aviation Security in the National Security Council. A one-star admiral after 32 years of service. People that come forward with this, I feel like they've taken their life in their own hands. Сведоштвата на сите овие високи чиновници во војската и поранешни вработени во разузнавачката фела се сериозно објава дека не сме сами. I was recruited to a highly sensitive government program that investigated unidentified aerial phenomena. Меѓу учесниците има и поранешни американски функционери и активисти, меѓу кои Луис Елизондо, шеф на поранешната прикриена воена програма за проучување на феноменот НЛО наречена Advanced Aerospace Threat Identification Program, која беше извлечена од друга прикриена програма финансирана од Конгресот од 2007 до 2022 година. Програмата наречена Advanced Weapon Systems Application Program, која беше финансирана со 22 милиони американски долари. For over 16 years, on behalf of the U.S. government, I worked as a senior intelligence official on the unidentified aerial phenomenon topic. We learned that the U.S. government was involved in a long-running secret war with other nations to collect and reverse engineer vehicles not made by humans. Покрај Луис Елизондо, тука и Джей Стратон, поранешен шеф на Американската воена канцеларија за проучување на феноменот НЛО, UAP Task Force, оддел кој што го направи војската откако доби директна наредба од Конгресот на САД. Сум видел со своји очи нечовечка интелигенција и нечовечки суштества, изјави Джей Стратон. I have seen with my own eyes non-human craft and non-human beings. Во филмот се појавуваат и политичари и од Демократската и од Републиканската партија на Америка, актуелни конгресмени и сенатори, вклучително и поранешниот сенатор и актуелен државен секретар на САД Марко Рубио. Се појавува и сенаторката Кирстен Джилибренд и веројатно најпознатиот конгресмен кога се работи за оваа тема Тим Бурчет. Напорите на владата да прикрие информации за неидентификуваните летечки објекти представуваат 80 години лаги и измами. Тоа е најуспешната кампања за дезинформација во историјата на американската влада, изјави Луис Елизондо. Тој вели дека верува оти вонземјаните се обидуваат да ги проучуваат американските воени нуклеарни способности. The first country that cracks the code on this technology will be the leader for years to come. China has established its own version of a UAP task force. You think for a second that they wouldn't consider using it to achieve their ends of domination? This is similar to the Manhattan Project. This is the atomic weapon on steroids. Друг соговорник во филмот зборува за тоа колку би било опасно за терористичка група да добие вонземска технологија. Елизондо и Стратон изразија став дека информациите за обратно инженерство на вонземската технологија би можеле да дојдат во раце на американските непријатели. Во документарецот се вели дека големите светски сили тајно работеле на искористување на технологија од вонземско потекло. Експерт интервјуран во филмот предупредува, првата земја што ќе ја декодира оваа технологија ќе доминира со светот во иднината.
This is so secret. Very, very few people in our entire government have been allowed access to it. Even presidents have been operating on a need-to-know basis, but that begins to ramp out of control. It's not acceptable to have secret parts of government that no one ever sees. You better be careful about a government that doesn't trust its people, because there's no telling what they'll pull on you. Според Вашингтон Пост, документарецот откри технолошка трка во вооружување меѓу САД, Кина и Русија за обратно инженерство на НЛО технологии. Ден Фара, режисерот на документарецот, помина 3 години разговарајќи со овие луѓе за да го создаде најдефинитивниот, најверодостоен филм за она што може легално да се открие околу неидентификуваните летечки објекти и нашите вонземски посетители. Некои политичари се плашеле да разговараат со Фара, мислеле дека тоа може да ја наруши нивната репутација. По долги разговори со овие значајни фигури, некои потенцијални учесници одлучија дека едноставно не сакаат да бидат во филмот, но сепак ги има премногу во документарецот за да биде занемарен. This is the biggest discovery in human history. You had information being locked away that could change the trajectory for species. It has so many beneficial impacts, including clean energy. Ова е многу реална ситуација. Влогот е неверојатно голем. Јасно е дека тоа е најконтроверзното прашање на нашето време. Лидерите од двете партии јасно ми кажаа дека е многу сериозно, изјави Фара за време на сесија на прашање и одговори по премиерата на филмот на фестивалот South by Southwest. We should have disclosure today. We should have disclosure tomorrow. The time has come. What else you want to know? Во други вести, Tattle Capital го создаде првиот фонд на берзата, што ќе вклучува само компании кои работат на обратен инженеринг на вонземска технологија. Звучи на вистина неверојатно, но е апсолутна вистина. Tattle Capital го создава првиот фонд во кој ќе има акции само од компании за кои се верува дека имаат потенцијална изложеност или потенцијална работа со вонземска технологија. Предпоставуваме дека во овој фонд ќе бидат вклучени компании како Raytheon, Northrop Grumman, Lockheed Martin и Boeing. Означката на фондот ќе биде UFOD.